председателе, почитуван октриран премиер. Римјаните имале една изрека, велеле оној кој го мразат боговите му даваат да беседи после ручек. Мене ми се падна, изгледа, ме мразат и боговите и ги волите, така да после ручек пред празна сала да си направиме муавет. Се надевам дека на полн стомах не сте подзаспани, дека прашањата ќе ве разбудат. Сакам да ви поставам 2 или 3 прашања, зависно од тоа колку ќе имам време. Па за да не губам време, ќе започнам со првото прашање. Првото прашање се однесува на вашата некогашна инволвираност во аферата Маđar Telecom, за која што некои истражувачки новинари веќе со месеци континуирано објавуваат. Колку за увид на јавноста, Маđar Telecom е една од најкоруптивните афери во Европа, кога практично цела владеачка гарнитура и цела тогашна опозиција се подкупени од страна на една моќна корпорација. Тоа е Маđar Telecom, како испостава на Deutsche Telekom, веројатно, за да во тоа време спречат влез на оператор кој што би му го нарушил, би внесол конкуренција на пазарот. Од оние проциркулирани мејлови во јавноста, кои што ги објавуваат новинарите, во 2005 година се случуваат овие настани и во 2006. Во 2005 еден од осудените екс-директори на Маđar Telecom патем ги суди Американски окружен суд во Њујорк. Човекот се вика Елек Штрауб. Во една од преписките бара од Димитар Ковачевски, тоест од вас, да ангажира луѓе за бришење на докази, бидејќи ќе следува криминална истрага. Значи, веројатно процуруваат некои информации дека се стега обрачот околу оваа афера. Во 2006 година други двајца хоштаплери, подоцна осудени, тогашни директори, Андраш Балок, праќа мејл до Атила Сендреј со следнава кореспонденција. Вели: Славко Пројковски и Димитар Ковачевски мораме да ги наградиме. Сите трансакции одеа преку нив. Прашајте ги дали сакаат сметки во Deutsche Bank. Мислам дека таму е посигурно отколку во Македонија. Ова е дел од преписката. И уште еден осуден екс-директор за мито, Тамаш Морвеј, веројатно до повеќе, меѓу кои вас, вели овој трансфер од 7,5 милиони евра во Црна Гора е изведен на ист начин како претходно во Македонија. И да објасниме на гледачите, на јавноста, како е тоа изведен претходно во Македонија. Имено во тоа време премиер е Бучковски, опозицијски лидер е Груевски, а коалициони лидери во власта се Али Ахмети и Муса Џафери, кои што подоцна поднесуваат тужба против разузнавачот Слободан Богоевски, кој бил сведок пред Американскиот окружен суд во Њујорк по постапка поведена од Американската комисија за хартија од вредност. Во сведочењето разузнавачот Слободан Богоевски, цитирам, вели: во Македонија се внесени 7,5 милиони евра со службен владин автомобил. Парите биле во кеш за подкуп на тројца политичари – Бучковски, Ахмети и Џафери. Подоцна овие двајца го тужат, во прва степен ја губи постапката, но на Врховен суд ја добива, интервенира, ако не се лажам, и Американската комисија за хартија од вредност, со цел да не му се прави притисок врз овој сведок, односно да биде еден вид на заштитен сведок. Значи, за јавноста, аферата Маđar Telecom е една од големите во Европа, со цел да се спречи влез на друг мобилен оператор, подкупен е практично цел македонски парламент. Срамота за нас како држава е тоа што амерички судови досудија, нашите тек сега досудија, и тоа само на странци, интерно не се осудени ниту овие споменати политичари кои го зеле митото. За митото се зборува дека е од 7,5 милиони па се до 15 милиони евра. И моето прво прашање е дали ви отворија сметка во Deutsche Bank и колку пари ви легнаа на таа сметка од овие трансакции. Тоа ми е првото прашање.